Slobodni frlanja, gledajte. Slobodni frlanja, vtora sezona. Slobodni frlanja. Dečki, Terminator. Kako je Nikleman? Kako je Nikleman? Kaj ste, brata? Kako si? Dobar Pa nili kaj snimame, brat? Ne znam. Ej, vidi gi be, zaspali. Ej! Ajde ih budem, ajde ih budem, ajde ih budem. Ajde me ne zajebavajte. Ej, lavo odbija. Lavu be! Stanuvaj be! Ajde, sve neka njih treba be! Ajde be! Ajde, Во втора епизода ни гостуваат дечките што некеш да ти се паднат во баскет 3 на 3 како противници, не носат пиштоли и пушки, но они се скопските терминатори. Песни љубов преку куродни ДНС, хип-хоп умови, лудови, звучи дудоли. Станувам ваш идол, веднаш штом се внесам во трака парацетамол, земи като не деца хор. Пасивник фасциниран од нас и ти гаси бит, не кеш противник да си ни вршам рап ампутации. Невозможни во равенка, за рапер на патека аперкат. Рап пак Во оваа епизода, затоа што сме 6 луѓе, ќе шутираме во 3 тима, двајца по двајца по двајца. Во првата екипа се Лав и Тино, во втората екипа се Брентович и Огинович, пошто презимињата им звучат интересно. И личат на Терминатор. А во третата екипа сме јас и Симе. Симе, ќе ги изгазиме? Прв ќе шутира Лав. Идеме со првото прашање. Од каде на димакот Лав? Многу долга приказна, па почнав да играм кошарка. Имав еден тренер дека се борев како лав и дека играв како лав, ми го даде тој надимак. Кажи ми, Лав, сега Ангели влезе у прва лига. Дали се спремаш, дали работиш кон тоа да заиграш и ти во прва лига? Ако не во оваа екипа, дали може во некоја друга и од што се состојат овие подготовки? Па, секако дека ќе се спремам. Моментално малку одмарам, ама секако дека ќе се спремам и сакам да заиграм у првата лига. Така да, здраве Боже, од 1 јули планирам да се обрнам 100% на кошарка. Третото прашање ќе му го постави Симе. Па сега вака, Лавче, може ли да ми кажеш кој ти е тебе омилен 3x3 играч во Македонија? Па нормално, дечкото што игра со мене. Четвртото прашање ќе му го постави Пера. Овче, брат, имаме толкова мори. Кој ти е омилен си? Реално, дечкото што ми го поставува ова прашање. Него! И петото прашање ќе му го постави Прентој. Што рече дека од 1 јули ќе се спремаш, каков е планот до тогаш? Многу пиво, многу скара. Следене, Тино. Кажи ми, брат, со оваа фризура планираше да го доловиш Малума или Стефан Лазаров? Алиоски. Второ прашање за Тино. Кој е според тебе, брат, најдобар плеймейкер во Македонија, во Европа и во NBA? Плеймейкер нека биде Магдевски, Европа нека биде Нено Димитриевич и NBA Стеф Кари. Газ, дали да ваги да пуше пајат од каси плав? Беге ме Да одговорам на прашањето и вака и така паѓа. Ја потврди констатацијата. Вака, брат, една гледаме тетоважа, уште колку ќе следат или колку имаш во моментот? Во моментов имам две, оваа на раката и најбитната. А дали ќе следат уште ќе видиме. Нема да прашам ништо, само ќе ти кажам, мора да го даеш за бутилските дефекти. Чујаме другиот Јоки. Дечко, што кажа, ненормален. Чујаме другиот Јоки. Се знае кој пие пролом, најдобрите шутери. Перо ќе опрашаме кој му омилен играч у NBA од југословенско потекло. Лука Дончич, брат. На прво место заедно со Јокич. Второ прашање за Перо. Перо, ја те знам
зборам за одамна, као помало дете, беше така послабичко детенце, по сега со овие бицепси, трицепси со мускулите. Кажи ми, дали само напорна работа позади твојата фигура или има нешто, некој тајни, дали ти помага во играта, во секојдневната игра? Искрено за помагање ми помага, меѓутоа не се ослонувам многу на тоа. А да, со напорна работа и исхрана само. Така да ова е повеќе шминка. Да, вака да те прашам, колку влијае твојата теретана врз љубовниот живот? Да одговорам на прашањето, Симе? Дали мислиш дека ќе просперираш во првата лига оваа година, бидејќи оваа година влеговме? Прво сакам да одморам малце, ми треба потребен ми одмор, па здравје од август ќе се спремам. Ќе мислиме што понатаму. Со Господ напред. Братче, да прашам, колку пати во ден најмногу си имал тренинзи? 7-8. Не искачам од сала. Следен да шутира е Прентович, сега да го прашаме прво прашање. Брат, си играл у повеќе екипи у македонското првенство, кажи ми кој ти е најомилен тренер? До сега Горан Крставски Кичо, Горан Ѓоргиевски Гокси. Дај сечи, не може. Сечи. Второ прашање за Прентович. Според тебе, четворица најдобри играчи на сите времења во NBA, Маунт Рашмор. Майкл Джордан, Коби Брајант, Леброн Джеймс и Стеф Кари. Generation. Пушка детето! Се враќа! Ајде да го прашаме. Значи, кое ти е миленото движење, односно кросовер во баскет Пренто? Не користам кросовер, само пулап. Добре! Сега кога влеговме прва лига, планираш ли да дадеш некој пас? Само транзиција. Доста е со кошарка. Каде ќе идеш лето? Будва или Закендос со другари. Место да се спрема за прва лига, дечкото ќе иде на журки у Закентос. Јебана од човекото дело, кармата е правда, но со око слепо, ке ти рече Божјо чедо. Дали сте знаеле дека Никола Јокич почнал да тренира кошарка на 10 години? Најпрво воопшто не го сакал тоа и татко му го влечал по тренинзи за да се откаже на 13 години. Подоцна на 16 повторно да се врати во кошарката за денеска да биде MVP на NBA лигата. И дојде на ред мојот соиграч Симе, сега имаме едно прашање. Симе, као што прашав Тино за плеймекери, ти пошто си шутер, ќе да прашам за шутери. Кој е најдобар шутер во Македонија, Европа и NBA? Македонија, Дамјан Стојановски, Джейси Керол и Џо Хари. Дечкото од Бруклин. Симе, брат, искрено. Зашто кој играш со нас не може турнири да освоиме? Не знам, брат, ама ако продолжам вака да штирам, сигурно ќе освоим. Синче, веќе си озбилен човек, работа, едно, друго се среди. Ке не викнеш ли и нас терминаторите на сватичко? По вака дечки, ако освоиме некој турнир па да имаме пари, може иначе. Не бива. Четврто прашање го има Пренто. Знам дека со Ервин Цого играте еден баскет. Кој победува поише? По вака сега, да не лажам искрено, он победува, ама јас сум се уште у форма. 4 од 4. Браво, па да те збуна малце. Може ли од табла да видам? Па види вака, ама ние од аеродромот табла, брат, професионалци. Симе! Ајде! Никлеман, од каде идејата за една ваква емисија? Па идејата баш ради тоа што немаше ваква емисија. Јас играв баскет долго време, бев рапер долго време и некако така ми дојде природно. Кажав и некоја од претходните емисии, така да мислам дека добра работа напред, ако се согласувате. Кај си бе, брат? На Facebook сум бе, брат. Имаш 2-0. Дали е голем притисокот да играш против вакви играчи? Да. Против вакви играчи не сум играл до сега реално. Да видиме. Никлеман, омилен тим и играч у NBA. Лейкерс нормално, ми се омилен тим, сите знаат, омилен играч Коби, сега у поново време Стеф Кари, Расел Весбрук, Никола Јокич. Ајде. Никле, мора да даеш последнава, ајде да видиме каков си, кога е тест.
Дали сум клач, game on the line. Со погодено изедначуваме, Асиме. Ајде бе, 8-8. Ајде бе, брату. Бидејќи резултатот е изедначен 8-8, ќе го решиме на преварот во тројки. Први се Тино и Лав, идеме по една. Значи правам за да бидат срекни сите вистински, а лажните не ни постоеле, ниту биле играчи, искоренети од срж благодарение на... Ајде, за тебе, Тинкат. Лојален Песко Санчо Панса сам што склапа петица. Че, да ти ја вратаме и ја. Сија има искрај, ке има мир. Божешко. Но за кого, како може да ја лесна? Ко исполни ветерото ви. Ден честитаме на победниците, ден честитаме. Честитки. Да тренирате повеќе, дечки, ако сакате. Кари пиво до 1 јули треба. Само скара и пиво е лекот. Штитам тоа што е мое, зашто вистински ми значи. Баба, вистински играчи, браќа по папир, ништо не изопачи. Подпиши ми се на Сису, брате. Штитам тоа што е мое, зашто вистински ми значи. Баба, остај го филјанот. Има филјанов, поинаков, појако динатот на пијанскот, форсиранов пијалог. Сине, брате. Јас со лева, брат. Лево ќе се потпишам малце. Ајде. Фати тука? Можеш. Ајде. Краток Да не знаш кој е. Завитка налик на топ, дигаме хоп, римуваме слоп, испуштаме смок, дека ги чистиме душите ладно крвни прљави како на смок. Ова се прости рими, но треба добро да ги споиш и доловиш за да добиеш целата слика ко да Винчи. Па пичи, не гледаме да импресионираме никој туку одлични причини се рока, идеме до крај. Торта од лапетит секојаш треба да се дели. Со другарите, со соиграчите и така натака. Ништо, дечки, фала ви многу што бевте гости од Слободни фрлања. На здравје нека ви е тортава, да се гледаме зубо. Немојте претерано тоши. Храните здраво, тренирайте и верувајте во себе. Инга добра торта. Торта е бомба. Пиво. Дечки, торта од апетит и многу ми е криво. Ама сега скидам, купам по едно пиво. Ова имаше рима дури. Ништо, дечки, се гледаме во следна епизода. Оставете subscribe, гледате Слободни фрлања. Чао. Торта многу убава. И за Симе чувавме едно парче, пошто си отиде се брзаше на работа, ама камерманот ја најде. Фала ти, Симе. Плукам ти дистек с гуташа, имаш ти за мене, имај вкус на куруса. Број